правите? Ништо. Добри ли сте? Ана, знаеш да ти се в географија утре? Денеска не ги дава? Не, утре ги дава. Супер, значи јас направам 5 каја. Се надевам и јас. Јас се надевам дека ќе видам. И јас. И што мислите за екскурзијата таа новата? Па не знам, ја битно ќе одам. Ти? Да, изгледа интересно ќе видам. А ти ќе одиш? Не знам, уште не сум размислувал. Може нема да биде, може нема таму да биде убаво. Ќе поиграме на фудбал, ќе се подружиме и ќе разговараме за интересни работи. Супер ќе видам. Не знам ти што ми кажеш? Не знам, изгледа интересно ќе видам. Сигурно има таму некој манастир, ми кажа. Па добро, можеме и да го видиме и манастирот. Ќе не прошетаат многу. Кога се игра надвор, на улица, со деца. Како да не глупости при телефони, дома јас надвор да играм. Глупости живи. Да бе, место цел ден да седам на Facebook, ќе се шетам надвор, ќе играм со децата. Еве и со него ќе играм. Зошто? Па баш на телефон да седам. Важно е дали iPhone или на копчиња. Важно ми е телефон. Да ми служи колку да се јавам. За друго не ми треба. Па вие не сте нормални и се игриште ги играте, јас можам на телефона да ги играм. Убаво е во живо, мислам да го Вистина, во право си. Да, убаво е да се игра надвор. Тоа си е мој мислење конкретно. Јас не се согласувам со вашето, но вистина не се исправуваме за обична глупост. Сепак сме најдобри другари и јас мислам дека тоа нема потреба да ни го растори нашето другарство. Напиша домашно македонски? Напиша домашно, но малце не ми беа јасни глаголите. Ти напиша математика? Да, јас напишав домашно, ама задачите не ми беа јасни, втората не ја решив, а другите ги решив. И јас напишав, но математика не ми беше јасно. Ако не ти е јасно, јас можам да ти ги објаснам на големиот одбор. Многу ти благодарам. Ама да се тргнеме на страна од дома. Добро, се разбира. Што е толку важно? Што е толку тајно? Да, тајно е, ама треба на само да ви кажам. Каде одите? Што дека ги доаѓате бе казни? Не си одите? Ама звоне тоа. Каде одите бе? Каде одите луѓе? Ајде, остави. Каде сакаат некој одат? Колку се без везе. Сега излегувам кога пред наставничка да дојде. Пак ќе ви казам. Ајде ги шпионираме. Може, супер идеја. Да, таман. Нема време, наставничката сега ќе влезе. Идејата иначе ви е супер. Дечки, јас решив да ви кажам дека нема да ги канам сите на Водентен, туку ќе канам само некој од нив. Значи, од 19 ќе го поканам 12 деца. Има ли причина што ги поделиш така? Секако. Ана, зарем нема да се налутат? Па ќе се налутат, ама оваа година решив да направам некоја селекција. Треба да им докажам нешто многу битно. Има ли некоја причина која што може да знаеме зашто е, за да можеме да помогнеме, се разбира? Па, знаете, дечки, јас сум активист за заштита на животните и затоа ги направив селекција од оние луѓе што ги сакаат и оние што не ги сакаат животните. И сакам на тие што не ги сакаат животните да им докажам дека тоа не е убаво, не е убаво да се малтретираат животните. Па во право си, немаме тука што да ти кажеме, само можеме да ти помогнеме. Дечки, да знам што е работата, Ана не сака да кани луѓе што не сакаат животни. Ова стварно нема смисла. Дечки, да знаете дека јаво не сум ви го кажа. Не се секири, нема да издадеме. Нема, верувај, нема да ти издадеме, ништо не сме слушнале. Може ли да ни кажеш кои се тие децата што ќе ги поканиш на роден денот? Па да, тоа сега сакам да ви го кажам. Затоа што тоа не сум сигурна баш дали сите не ги сакаат животните или дали ги сакаат, не знам, многу се двоумам за некои деца.
Ќе помогнеме да направиме тест на тие што мислиш дека ги сакате и Па тие да, што не добра мислат. идеја. Тест. И па дечки, видете, јас за повеќето сум сигурна, но за двајца тројца сум така се двоумам, не знам баш дали ги сакаат или не. Па добро, кажи ни ги тие два тројци. И па Сара, Петар и кој беше и Марија. Океј, јас ќе да зборам со Сара. Ти благодарам. Океј, ќе збориме со Марио и со Петар. Еј, фала ви многу, многу ми значи ова. Ништо, тука сме секогаш. Благодарам. Ајде бе се, нивајте ги се казна на тоничката на сите. Побрзо, ајде се, нивајте. Ана, само да знаеш дека знаеме. А што тоа знаеш? Сите знаеме. Зошто ми издадовте? Како не ми издадовте? Како знаат сите? Па со тебе бе, И ми се верува, леле. Како можеме да ти издадеме тебе кога ние цело време беме? Никој од вас е предавник. Не. Како да те кажеме кога цело време бевме со тебе во тоалетот? Не сваќам. Ми издадовте. Не. Еј, стварно сум те почитувала до сега, но вака да делиш слуги не е правилно. По кој услов ги делиш? Знаете по кој основ? По тие деца што ги сакаат и не ги сакаат животните, но јас се согласувам со неа. Да, јас те поддржувам затоа што и јас ги сакам животните. Ако тогаш тоа е така, и јас ги сакам животните. И јас се согласувам со вас. И јас сакам животни, исто и вие како што сакате. Моето омилено животно е мачето, но ги сакаме кучињата. Вчера гледав едни слики од многу убави животни. Баш сега планирам една да вдомам. Јас имам мачки, дали некој сака да вдоме мачиња? Да, може, јас ќе вдомам едно. А може и јас да вдом? Секако. И сега јас мора да сакам животни за одам на роден ден? Очигледно не сака да не покане, зашто знае дека не сакаме животни. Како да сакам животни кога бев мала ме касна куќа? И мене? Добро, јас не сакам животни, но тоа не значи дека треба да ги повредуваме. Да, во право си. И јас се согласувам со вас. И што сега вие сите сакате животни, а јас ги малтретирам? Никој што сум повредила животни. Па добро са, сум исплашил некој животно, сум го избркал. Ама не сум имал намера да го убијам. Како испаѓа тука никој не мрази животни? Еј, Ана, повез за твојот роден ден испадам дека никој не мрази толку многу животни. Еј, дечки, извинете, сега навистина многу глупаво испадна. Јас многу ги сакам животните и многу се нервирам кога ќе слушнам како зборувате дека ќе ги повредите и затоа решив да ве одвојам, но сега си ја научив лекцијата и ви се извинувам и ве поканувам сите на мојот роден ден. Се надевам дека ќе се поминеме најубаво. Извини, Ана, што те натеравме да мислиш дека ние сме некои лоши деца кои што сакаат да повредат други животни. Ве благодарам на сите, многу ве сакам. Ве поканувам сите, значи, на мојот роден ден, најубаво ќе се поминеме. Ти посакуваме најубав роден ден. Ти посакуваме најубав роден ден, сигурно ќе дојде. Секако.